Кажавме Дарко Симуновски, експерт за криптовалути. Господине Симуновски, добро дојавте повторно во студио 10. Добро ви најдов, благодарам на поканата. Редовно го анализираме крипто пазарот, нешто што не се случува толку често кај нас во медиумите. Гледаме дека оваа тема не се зборува премногу, додека меѓу населението, помеѓу граѓаните се зборува. Затоа е важно да кажеме што се случува, кои се трендовите. Гледаме дека криптопазарот повторно расте, или да кажеме, ајде, нагло избувна во последните месец и половина. Некои повторно зборуваат за една златна треска на биткоинот. Имаме ли причина зошто се случи сега оваа повторна експлозија? Така. Пред се ние сепак сме во бул маркет. Веќе 2,5 месеци сме во бул маркет, а како катализатор на овој бул маркет беше Bitcoin ETF. Како што и претходно имам спомнато и тука кај вас, Bitcoin ETF, имено за гледачите да појасниме, тоа е фонд што може да се тргува на берзите, исто како фонд пример на злато, така да тој фонд ETF, Bitcoin фонд, мимицира цената на биткоин. Како што се движи цената на биткоин, така се движи и тој ETF, односно тој фонд. Затоа што де факто секој еден што го нуди тој фонд, како пример BlackRock, најпознат фонд, тие де факто морат да поседуваат биткоини за таа побарувачка што ја имаат и што морат да ја задоволат на институционални инвеститори. Значи, еве да појасниме за гледачите, доколку сакате да инвестирате во биткоин, еве конкретно, не морате да го купувате како да го имате на како криптовалута, на криптопаречник или на менувачница без разлика. Можете да купите сега хартии од вредност кои се директно поврзани со вредноста на биткоинот. Значи, како што инвестирате во акции, во обврзници, инвестирате и сега и во вие хартии од вредност. И тоа е веќе легализирано и се користи од светските инвеститори. Така е. Овие ETF пред се наменети за институционални инвеститори, за хедж фондови, за отворени фондови, пензиски фондови, осигурителни фирми и така натака, и исто така и за физички лица. Но меѓутоа пред се беше наменето за да можат овие институционални инвеститори да бидат индиректно поврзани со ова финансиско средство, односно со биткоин. И така да тоа е главниот катализатор, затоа што ние првпат во криптоиндустријата имаме веќе директно инволвирање и инвестирање на институционални инвеститори со појавувањето на биткоин ETF. И исто така можно е во теков на ова година да добиеме и Ethereum ETF, што би било дополнителен катализатор за цената да оди нагоре, особено за биткоин и за Ethereum си. Да, но знаете што е сега тука прашањето? Кога зборуваме за ова, самото појавување на криптовалутите, значи зборуваме за еден децентрализиран систем кој не треба да зависи од досега постоечките мејнстрим финансиски системи, банките, берзите и така натаму, кои треба на луѓето да им обезбеди поголема слобода. Ова на некој начин сега значи дека полека криптовалутите влегуваат сепак во класичниот начин на тргување. Постои ли опасност од нивна регулација, ајде да речеме? Да, регулацијата на криптовалутите, се извинувам, само да појаснам, регулација во таков смисол, ме разбирате, во смисол на влегување на мејнстрим тековите, како што се класичните берзи, класичните финансиски текови, а не регулација во смисол да можете да купите и да продаете. На тоа мислам. Така. Дефинитивно, прво мора да се разбере, јас тоа го имам и пишувано во мојата книга Фундаменти на криптоиндустријата. Сепак, криптовалутите се нова класа на финансиски средства. Како што се обврзниците финансиска класа на средства, обврзници, акции, комодитети и криптото се една нова класа на финансиски средства. И лека полека го гледаме тој наратив и лека полека гледаме исто така каде што се носат одредени регулативи да може секоја институција и правно лице, правни фирми да можат да инвестираат и да бидат дел од овој екосистем преку овие ETF и понатака што ќе има проширување со Ethereum ETF,
па можно и понатака и некоја трета криптовалута да дојде до ETF, но меѓутоа мора да се запазат одредени бенчмаркови за да може да оди како ETF. Пред се децентрализацијата. Што се однесува до самата децентрализација на криптовалутите, таа е една голема предност што едноставно му дозволува на секој еден да учествува во тој екосистем без никаква пречка. Така да тоа е една голема предност. Јас исто така многу пати имам кажано и повторно ќе кажам, криптовалутите не се закана на банките, како што некои мислат или стравуваат од банкарскиот сектор, глобално зборувам, нели? Напротив, тие се само, како што кажав, нова класа на финансиски средства и така да со имплементирање, со инвестирање во ова нова класа на финансиски средства, апсолутно може да биде еден одличен бенефит за сите и за цело општество. Да, кога зборуваме за тоа, гледаме дека веќе биткоинот, освен со ETF, дека и компаниите во светот има дел од нив кои веќе од поодамна купуваат криптовалути, значи зборуваме за класични компании кои инвестираат во биткоинот како едно паралелно средство за резерва. Најпозната е американската MicroStrategy, која е според последните податоци и поседува биткоини во вредност од 9,1 милијарди долари. Незините акции пораснале за околу 250% од почетокот на инвестирањето во биткоин, значи им се покажало како засега добра стратегија. Читав баш дека Тесла купува големи количини на криптовалути и сега се повеќе компании полека тргаат по тој пат. Значи, освен обезбедувањето со класични средства, со пари, со недвижнини, комодитети и така натаму, веќе и криптовалутата се смета за едно средство за обезбедување на резерви и заштита. Така. Само малку да ве поправам, тие информации што ги имате се предпоследни, отприлика. Последните информации за MicroStrategy, фирмата што поседува најмногу биткоини официјално на својот баланс шит, во своето портфолио инвестициско, има преку 214.000 биткоини. Моментална денешна вредност, ако гледаме, тоа би дошло преку 15,2 милијарди американски долари. Значи доста повеќе, да. Да, со ова скоков на биткоин, но таа одлична инвестиција, тој маестрален потек на Майкл Сейлор, кој е газдата, условно речено, на MicroStrategy, со тој маестрален потек ја зголеми маркет капитализацијата и на својата фирма на MicroStrategy. Ако одиме една година, календарски за една година, ако одиме, гледаме пораст на MicroStrategy, на акцијата на MicroStrategy од преку 670%. Значи, сега зборуваме за една компанија, MicroStrategy, која можеби, не знам, треба да видиме податоци, мислам дека не е меѓу првите 100 во Соединетите американски држави, но која сега поседува биткоини како 5 македонски годишни буџети, од прилика. Значи, 5 години Македонија се што прави, се што троши, толку оваа компанија има во биткоин само. Да. Оваа компанија често ги заложува своите акции и наоѓа други начини за да може да се финансира, за да купува биткоин. На некој начин со додатни долгови, што се осигурани тие долгови и со тие пари се употребува за купување биткоин. И просечната цена што тие веќе имат за овие што ги спомнавме, преку 214.000 биткоини што ги поседуваат е 35.000 американски долари по еден биткоин. Денешна цена е 71.000, така да се гледа дека направиле одличен потек и се гледа тоа во маркет капитализацијата на самата фирма. И исто така тие имаат и идеја понатака да работат и да развиваат софтверски апликации што ќе бидат околу биткоин поврзани директно и индиректно. Така да MicroStrategy дефинитивно има светла иднина и мислам дека во текот на наредните 5-10 години многу лесно може да зголеми својата маркет капитализација од денешната маркет капитализација што е близу 30 милијарди, може многу лесно да достигне преку 300 милијарди во наредните 5 до 10 години. Она што, но имаме и ајде да речеме и друга страна на паричката, читав интервју на еден од
CEO на еден од светските финансиски корпорации, кој вели дека тој лично не верува во криптото и вели буквално вака: нема врска колку расте биткоинот, може утре да биде и $100,000, а повторно нема да верувам во него. Тој е безвреден, нема никаква основа, нема никаква вредност. Ја спомнува маркет капитализацијата на класичните пари, на криптото, која знаеме е многу помало, и вели тоа е се уште смешка во однос на светските капитални текови. Да. Точно така. Некаде сега акциите со овие нови рекорди на SP500 и на NASDAQ, мислам дека некаде од прилика ви дошло околу 120-130 трилиони маркет капитализација на сите акции што би се зеле во цел свет, во споредба со моменталните 2,8 трилиони на крипто како посебна на класа да. На криптопазарот, да, како посебна класа на финансиски средства. Ова маркет капитализација драстично ќе се накачува кај криптото, затоа што ние исто така имаме веќе официјално, јас и за тоа имав и видео на YouTube каналот Token Paddock Македонија и зборував за тоа и пишував на tokenpaddock.com дека веќе ние имаме од сите страни институционални инвеститори каде што влагаат во биткоин, но меѓутоа најбитното што ќе се случи од 1 јануари 2025 година е сите централни банки во цел свет ќе имаат право да чуваат криптовалути на своето портфолио, односно како дел од своите финансиски средства до 2%. Тоа е, значи, една навистина фантастична вест што излезе почетокот на ланската година и се најави за почетокот на 2025 година. Што е тоа во однос, каква е таа регулатива? Зашто се работи тоа? Мислам, што ќе се смени? Таа регулатива иде од Bank International Settlement. Bank International Settlement, да појаснам за гледачите, е банка што е главна и одговорна за сите централни банки и ги координира сите централни банки во светот. И тие донесоа регулатива каде што покрај овие наследени пазари негли, како врзниците пред се најглавно средство за финансирање на владите и нормално купување на други финансиски средства како комодитети, знаеме дека државите имаат во резерви злато и така натака, но меѓутоа имаат централните банки и акции. Овај пат ќе може од 2025 почетокот ќе можат и да купуваат и криптовалути, што значи тие де факто ги признаваат криптовалутите како посебна финансиска класа на средства. Добро, можно ли е, бидејќи сега претпоставам дека повторно, како што кажав, влада една златна треска за биткоинот, претпоставам дека и кај нас се повеќе инвеститори повторно влегуваат или ново влегуваат во приказната. Можно ли е повторно да има драстични падови, па повторно да се чека за некој период криптопазарот повторно се врати, како што се случуваше во минатото, бидејќи ако го видиме биткоинот како репер, има едно брановидно движење, значи нагоре надолу. Така. Пазарот како што се појачува и расте со тек на годините, криптопазарот ќе стане по-стабилен. Моментално како што нели спомнавме, сепак е се уште мала маркет капитализација и поради тоа имаме една голема волатилност во криптопазарот. Во споредба, ако споредуваме акции, криптовалути како класи на финансиски средства, ќе видиме дека криптовалутите се 7 пати поволатилни за разлика од акциите, што значи може да спаѓаат во високоризични инвестиции, но меѓутоа високиот ризик, ако се направи правилна анализа, да се одберат правилни проекти, во тој случај тој голем ризик може да прерасне во голема добивка. Исто сакав да се навратам на тоа за тие скептици, биткоин скептици, сакав да се дискажам на преходното, нели што спомнавте. Кај биткоин скептиците проблемот е што тие не одвоиле време да прочитаат и да го изучат биткоин. Секој еден што изучувал за биткоин и учел, верува во биткоин. Не постои човек што го изучил биткоин, а не верува. Затоа што ние сите знаеме, фиат системот е моментално на
една лоша ситуација општо во светот, затоа што гледаме преголема задолженост на државите. Јапонија е 270 од БДП, 270% од својот БДП задолжена. Америка е задолжена 130 на 100 од својот буџет, Италија 150 на 100, 160. Така да, општо фиат валутите, тој систем, каде што гледаме некои пукнатини сега, овие пукнатини може да ги покрие, да ги санира биткоин. И затоа многу институции и затоа и централните банки одат на овај начин, на оваа политика, каде што се инволвираат во самите криптовалути, затоа што на крајот на денот морат да се оправдаат нивните долгови и да морат да можат и понатака да ги враќаат своите долгови. Така да, дефинитивно, кога ги гледаме сите овие работи, иднината на биткоин е светла. Што се однесува до пазарите и мојата проценка, јас имав и анализа на tokenpaddock.com, макроекономска анализа, моето очекување за макроекономијата и за финансиските пазари. Мислам дека ова што имавме качување на каматните стапки на централните банки, сметам дека тоа дефинитивно ќе се одрази на финансиските пазари. Има еден познат ефект на задоцнување. Обично тоа се појавува во просек од 11 месеци од кога почнува качувањето на каматните стапки, запирањето на каматните стапки, се извинувам. Така да тоа некаде би требало да се случи во теков нова лето. Можно е да има корекција на финансиските пазари пред се на акциите, а со тоа и на криптосветот, затоа што тие секако се во тој склоп. Така да можно е да има едно олабавување во летниот период на пазарот, но меѓутоа не значи дека ќе имаме bear market, можеме да имаме една стагнација што ќе се случи во одреден период, можно исто така и корекција, но меѓутоа нема да видиме во bear market како што бевме во 2022-2023, дефинитивно. Bull маркетот можеби ќе има една такво флуктуирање во текот на летото, но меѓутоа понатака кога ќе почнат да се кратат каматните стапки, да се намалуваат, да дојдеме се до најверојатно до нула како што бевме преходно, што значи принтерот на пари ќе се уклучи, ќе има повеќе пари вбризгани во економијата и тоа ќе се одрази на финансиските пазари и токму затоа во 2025 го очекувам најголемиот bull маркет за сите финансиски средства, затоа што тогаш веќе ќе има квантативно олеснување, нели со таа метода на централните банки, така да со тој нов свеж капитал што ќе влезе во сите тие финансиски пазари. Така да 2025 очекувам да биде многу позитивна, можеби од крајот на ова година. И исто така морам да спомна сега во поскоро време имаме за 25 дена имаме биткоин преполување. Што ќе значи тоа? Така, биткоин преполување значи дека тоа што се мајнира од рударење што се ваѓаат биткоини секојдневно, ќе се преполови тој број. Што значи ќе има помалку во залиха, но меѓутоа гледаме од другата страна каде што побарувачката расте. Со тоа ќе даде дополнителен притисок за цената на биткоин да оди. Затоа што ова економија на самиот биткоин, таа е вградена во самото програмирање на биткоин и никој не може да ја промени. И затоа биткоин де факто означува вистински пари и одржување на богатството со тек на време, наместо да се изеде од страна на инфлацијата. Кај биткоин имаме на секои 4 години имаме биткоин халвинг, односно преполување, што значи се помалку и се помалку биткоини ќе бидат пуштени во оптек. Моментално се испуштаат преку околу 900 биткоини на ден, што значи за 25-6 дена, 26, тоа ќе биде од 900 биткоини секој ден, ќе излагаат на пазар само 450. После 4 години тоа исто така ќе се преполови и тоа ќе му даде сигурност за цената на биткоин постојано да се качува со текот на годините и мислам дека е сосема реално очекување да се очекува биткоин некаде околу 5 години максимум да постигне преку $500,000 за еден биткоин цена. Да,
помала понуда, поголема поборувачка, проста Така. економска логика. Имаме уште неколку работи кои се тука, ајде да речеме, интересни. Тоа е дека се зборуваше дека и најголемата светска берза Binance е можно да има проблеми, ајде да не кажеме да пропадне по узор на некои кои пропаднаа на вистина. Имаме последните вести, не знам дали ова уште стои, дека 20 извршни директори се задржани во притвор во Нигерија поради некои таму обвинувања. Постои ли опасност за Binance да пропадне? Јас и на тоа претходно исто така зборувавме и кај вас тука во емисија на минатиот пат, јас кажав, регулацијата е многу битна, особено кога станува за централни менувачници. Затоа што централните менувачници де факто се фирми кои менаџираат со парите на клиентите. И така да тие мора да бидат строго дефинирани и регулирани како функционираат и така натака. Ако ги гледаме кога ги гледаме најпознатите платформи за тргување на криптовалути, централни менувачници, моментално една од ретките менувачници што е 100% сигурна и регулирана е Coinbase. Што се однесува во Binance е де факто не е регулирана како што треба. И проблемот е што тие немаат ни постојано место каде што можат во одредена држава да бидат подложни на тие регулации и правила, а де факто функционираат секаде. До сега Binance не пропадна затоа што Binance има добар менеджмент на средствата и исто така има најголема ликвидност во цел крипто пазар. Не верувам дека ќе пропадне Binance, но меѓутоа знам дека ќе има и во наредниот период ќе има доста притисоци и ќе има најверојатно и тужби што ќе стигаат од различни места против Binance, токму поради ова што кажувам, затоа што не е доволно регулирана. Треба Binance дефинитивно да се регулира како Coinbase за да може да функционира глобално. И што се однесува за ова случај во Нигерија за тие представници од Binance, како што и јас прочитав од мејнстрим медија на криптото, видов дека се работи за тужба од владата на Нигерија против Binance за одбегнување на плаќање данок. Така да законот е многу јасен, даноците треба да се плаќаат, така и Binance треба да си ги плаќа даноците и тука не гледам ништо спорно. Едноставно Binance треба подетално да се регулира и да им дозволи на регулаторите да ги запази своите услови, минимум услови, за да ги задоволи стандардите за инвеститорите да бидат сигурни дека нивните средства ќе бидат сигурни таму. Но јас затоа многу пати имам кажувано и во книгата пишував, секогаш кога се чуваат криптовалути мора да се чуваат на независни паричници, non-custodial wallets, како што е пример Exodus, Trust Wallet, Nova Wallet за покада од екосистемот, Kepler Wallet за Atom екосистемот, како и да е, морат на тој начин да се чуваат. Пред да одиме на крај со она што најмногу ги интересира луѓето, тоа се кои се новите проекти каде е добро да се инвестира. Уште едно прашање, бидејќи гледаме актуелно во медиумите, тоа е за екстрадацијата на така наречениот крал на криптовалути во Црна Гора. Гледаме дека тоа е таму доста актуелно прашање, одложена е екстрадицијата. Зашто се работи тука во однос на ова прашање? Тука се работи за техничко правен конфликт помеѓу Јужна Кореја и Америка, односно САД. Затоа што од двете јурисдикции е тужен и има кривични обвинувања против До Кван, што беше тој што е водеше Тера Луна, собственикот на Тера Луна, заради тој што се случи Ракпул, што пропадна, нели, тој Тера Луна од 40 милиарди дојде на нула. Официјалните извори кажуваат дека има тужби и од Јужна Кореја, затоа што тој е јужнокореец, но меѓутоа има тужби и од САД. И така да и едната јурисдикција и другата јурисдикција го барат за екстрадиција и така да црногорските власти треба тука да се договорат со нивните. А тоа е значи прашањето каде да се екстрадира, тоа е. Точно, и на кои обвинувања треба тој да одговара.
затоа што има повеќе обвинување од двете страни. Симоновски, вие напишавте една анализа во однос на AI валутите или на валутите кои се прават со помош на вештачка интелигенција. Велите дека тоа е сега модерно, тоа е нешто најново, да речеме, во криптосветот, но кажавте дека треба да се внимава дека не се сите валути такви како што се представуваат. Да, така е. Во многу работи кај криптосветот, кај криптоиндустријата имаме многу недоречености затоа што се уште е релативно нова технологија и нов финансиски пазар, така да има доста шпекулации, има доста одредени наративи, што не значи дека тоа е вистина. Како пример, овој сега наратив на вештачка интелигенција, односно AI, Artificial Intelligence, сега затоа што наративот е многу интересен за вештачка интелигенција, влага во мејнстрим, така да многу крипто проекти милуваат да кажуваат дека се вештачка интелигенција токени, но ако гледаме технички не се. Например, рендер, ќе го кажам како пример од популарните. Рендер и самиот се рекламира и други го рекламираат како токен што е базиран на вештачка интелигенција. Апсолутно нема врска тоа. Рендер е платформа што изнајмува computing power од графичка моќ, пресметовна моќ на графички картички, што се изнајмува на одредени платформи што им треба доста графичка моќ. Значи, таа е таа намена. Сега, дали се напојува со таа графичка моќ, дали се напојува вештачка интелигенција платформа или метаверс платформа, без разлика, но де факто не значи дека таа е AI токен, дека е вештачка интелигенција токен. Кога го гледам цел крипто пазар на нова класификација на вештачка интелигенција, единствен проект што можам да кажам дека е 100% вештачка интелигенција и навистина прави револуционарни работи е AGX, SingularityNet. Главниот тука е Бен Горцел. Бен Горцел, сите што знаат за вештачка интелигенција знаат, Бен Горцел е, да не речам, еден од најбитните луѓе во овој домен на вештачка интелигенција. SingularityNet има многу апликации што можат да се користат со помош на вештачка интелигенција, но меѓутоа исто така имате роботика. Софија роботот, ако слушнале, беше доста популарно, е производство на AGX SingularityNet. И исто така, ова морам да напоменам, SingularityNet AGX го има најсилниот, најмоćниот компјутер во свет што постои моментално, имаат посилен компјутер од Google, што малкумина го знаат, и нивната цел е да се постигне Singularity. Значи, тие сакаат вештачката интелигенција во секој домен да биде вклучен, но на децентрализиран начин. И затоа е ова многу битно, кога зборувавме за вештачката интелигенција како вид на технологија, тоа може да биде кажано како, да речеме, ете, нож, и тој нож може да се употреби и за негативна, и за добра работа, и за сечење леп, и за убивање. Така и вештачката интелигенција, кога е централизирана на една фирма, може таа да биде злоупотребена кон луѓето. Но меѓутоа на овој начин, децентрализирана, како што е KAGX, во тој случај може само да користи за бенефит. И има и други што се, како ChainGPT пример, Open Fabric и така натака, но меѓутоа тие се миниатурни во споредба со AGX. Да. Али сепак тие се во таа класа, но меѓутоа де факто има погрешен наратив каде што други криптовалути се представуваат како вештачка интелигенција, но меѓутоа не се. На крај, кои се интересни проекти кои би ги препорачале? Па AGX, еве, пошто ја спомнав, сметам дека има уште многу простор за растање и покрај тоа што нарасна доста од лани пута 20, беше 5 центи лани во еден момент. Јас и лани ја препорачував. Тие што ме следат веќе имаат, поседуваат, во добивка се. Исто така, секогаш ги препорачувам Layer Zero блокчейн мрежи, затоа што тие се трета генерација на блокчейн. Тука спаѓаат Polkadot, Kusama, Atom, Avalanche.
Сметам дека имаат навистина голем потенцијал. Биткоин сметам дека треба биде дел од секоја инвестицијско портфолио апсолутно. И исто така би спомнал еве од новите проекти Manta Network. Тоа станува збор за исто така многу интересен проект, каде што има фактички две блокчейн мрежи, и Layer 1 и Layer 2, слој 1 и слој 2, и што функционира одделно, односно слој 1 функционира како парачаин на Polkadot, а слој 2 како слој 2 на Ethereum. Но меѓутоа со еден токен. Manta Network, така исто интересен проект. Окта, можам да ја спомнам Окта токенот, затоа што се занимава нешто како рендер, има доста можност да оди и горе. Има доста нови, доста интересни продукти, но меѓутоа еве овие би ги одвоил, што ги спомнав. Добро, Симуновски, ви благодарам за ова гостување, интересен пресек на крипто пазарот. Се разбира, ќе продолжиме да следиме и на следното гостување ќе видиме што е ново. Ви благодарам.